да си раскажеме за Скопје од нашето време. Со професорот Горан Марковски од Градежниот факултет зборуваме во продолжение. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и прво да си го честитаме денот на ослободување на Скопје, 13 Нека не за многу години, убавина ни е Скопје, љубов ни е, не знам, сакам често да кажам дека не сакам ни да забележувам што му недостасува толку што си го сакам својот град. Сигурно. Емоциите надвладуваат, така што некогаш сме и субјективни во однос на проблемите, односно околината во која што живееме. А добро, можеби и така и треба. Во суштина тоа е тоа што треба да го пренесеме и на идните генерации, дека треба да си го сакаат. Тоа што си го имаат и да си го чуваат. Ќе ве навратам многу назад, ќе ве навратам во детските, средношколските денови, во вашето време. Па еве првата мисла, Скопје од вашето време. Како го паметите? Така. Добре, јас тука би се оградил, би кажал дека нема време кое што човек може да го издвои како свое, значи особено за оној кој е роден во Скопје и кој скоро целиот живот го поминал во овој град, практично секое време е и негово време, но секако носталгијата и сеќавањето на младоста не прави субјективни и некако не поврзува со времето во кое што сме го живееле најубавиот дел од животот. Тешко е човек да биде објективен крајно кога се работи за сеќавање на минатото, но еве, ќе се обидам да ги издвојам инженерски, да издвојам неколку факти за да и вашите гледачи, еве и заедно со мене и вие се потсетам на едно Скопје на растеж. Значи моите први слики, јасни слики од Скопје потекнуваат крај на 60-тите, почетокот на 70-тите години од минатиот век. За какво Скопје зборуваме? Скопје во подем. Тоа е многу важно. Каде што од ден на ден се гледаше напредокот на градот. Тоа влева кај народот оптимизам, што е исклучително битно. Тоа го говорам и за денешниот аспект. Значи, колку и да ни е денес тешко, колку и да имаме критики кон функционирањето на нашиот град, оптимизмот не смее да не напушти, бидејќи без оптимизам и верба во подобро утре, не ќе можеме да постигнеме напредок. Само ќе споменам неколку факти од тој период. Прво, ќе го споменам спортот и организација на спортски настани во главниот град на тогашна Република Македонија како дел од поголемата заедница. 69-та година е одржано светско првенство во хокеј на мраз, С група. 70-та година е одржано светското првенство во кошарка на предквалификации во Скопје. 72 година е одржана Шаховската олимпијада. 75 година е одржано светското првенство на кајак на диви води, на матка. Сега можете да замислите какво било расположението и кој ентузијазам имало во тоа време во градот и особено меѓу младата популација, затоа што сето тоа се пресликуваше и во љубовта на младите кон спортот, што е исклучително битно. Во исто време, тоа се златните години на Скопскиот фестивал на забавни мелодии, Златно славеќе, Лепи солни се појавува во тоа време, водечка рок група во тогашна Југославија и така натаму. Значи едно десетлетие поврзано со моето тинеџерство, кое што изобилуваше со светски настани и со растеж на градот. Во што споминавте дека сте растеле со музиката на Лепи Сол, Владко Стефановски е гостин по вас. Така што убаво што го споминавте. Имате ли ваше место во Скопје? Да, тогаш беше популарен малскиот живот. Јас сум растен во Тафталиџе 1 и практично целата моја младост е поврзана со тој дел на градот. Едно убаво дружење, едно питомо дружење, другарување, играње на улица, отворен простор. Скопје беше град на неговите жители тогаш. За разлика од сега кога Скопје станува град на автомобилите на неговите жители и на зградите во кои што живеат неговите жители. Сега веќе човекот во Скопје го изгуби своето место. И затоа мораме да работиме во таа насока, да го вратиме Скопје на неговите жители. Значи едно, јас би рекол, питомо време, во кое што другарувањето имаше посебно место во животот на младите.
една слобода, една безбедност. Навистина некои работи за кои што денес дури младите не се ни свесни дека може да постојат. Слободата и безбедноста и мене ми недостасува искрено да ви кажам, професоре, ако ништо би вратила, тоа сигурно е токму таа безгрижно време на слободно пешачење, дури неколку километри, без ниту еден проблем, ниту некое чувство дека нешто може да се случи. Каде вие го чувствувате најмногу духот на Скопје? Каде за вас е Скопје? Во кој дел од градот? Па тоа е, претпоставам, индивидуално чувство. Да, индивидуално е за тој вас, случај. Еве, бидејќи човек мора да внесе и лична нота во сето тоа, не може да биде крајно. Сигурно има некој спомен, нешто, да. Например, првите излегувања, вечерни излегувања се поврзани со градскиот трговски центар и тогаш познатата Ванила. Денес таму има некое казино или нешто слично, каде што се собираа сите млади и тоа ни беше зборно место во кое што секоја група си имаше своја позиција, своја локација на местото и тоа беше место на наоѓање, бидејќи мобилни телефони немаше. Немаше посебни договарања по неколку пати на ден, туку се знаеше дека таму се среќаваме и после од таму одиме или во дискотека, или во старата Скопска чаршија, или било каде. Тоа е период кога се појавија првите кафулиња во Скопје, меѓу нив беше Камел, спроти Соборниот храм, тука во кулите од градскиот зид, беше култното Саво, кое беше спроти градежниот факултет. За нас кои студиравме на градежен и на архитектонски факултет беше посебно место со посебно значење. Тоа имаше дури и во Сарај сме оделе кафе Боба, ако добро се сеќавам сега, ако добро паметам, беа 3 први кафулиња во градот и тоа беше за нас нешто ново, до тогаш невидено. Ги споминавте средношколските, но и факултетските денови. Кога ја избравте професијата? Кога свативте дека сакате да се занимавате со градежништво? Да. Во трета година од средното училиште, инаку учев во гимназијата Орце Николов, се надпреварував во областа на надпревари наречени наука на младите, кои се одржува на ниво на цела Југославија тогашна. Имав тема тектонски земјотреси и на државното првенство во Нови Сад го освоив првото место во Југославија и тоа ме осоколи да се распрашам кои се тие струки кои се поврзани со таа проблематика од земјотресно инженерство и така натаму. Нормално, прв на листата беше градежниот факултет, односно градежништвото. Истовремено, на крајот на 70-тите години македонското градежништво ги живееше своите златни години и практично многу лесно се одлучив дека своите студии ќе ги продолжам токму на овој факултет. Како студент, посакувавте нешто да направите, измените, да дадете некој ваш придонес во Скопје кога велите ги живееше златните денови во градежништвото? Да, после средно училиште морав да одам на отслужување на војниот рок, тоа што имаше таков закон. Бев прва генерација да после средна школа се отиде на служење војска, па после тоа да се продолжи со студии, така што студиите ги започнав во 81 година. Веќе се надзираше кризата, економската криза и можам да кажам дека како течеа студиите и покрај тоа што имавме многу јака генерација и не дозволивме да тие траат предолго, кризата се продлабочуваше, тогаш почна оние мерки непопуларни на штедење гориво, не пар возила, што можеби во денешно време не би дошле лошо од аспект на загадениот воздух. Понатаму имаше рестрикции на струја, па знаевме кој ден во која населба ќе нема струја, па се селевме колегите да можеме да учиме од едно мало во друго мало и така натаму. Во секој случај, мостовите ми биле од секогаш обсесија и многу сум задоволен и среќен што таа желба и ми се оствари да и својата професионална кариера ја посветам токму на овие конструкции кои што се можеби и синоним на градежништвото. Имав среќа да добиам пракса тогаш преку ИАСТ организацијата да месец и пол престојувам во Шпанија на изградба токму на еден мост
И сето тоа длабоко ми се врежа во мојата меморија и повторно ќе кажам, еве, имав среќа да се занимавам со таа дејност и професионално, а и што е многу поважно и за мене многу создава посебно дополнително чувство на вредност, е што тоа знаење можам да го пренесувам на младите студенти. На младите студенти денеска сме зборувале многу за предизвиците во градежништвото, кои постаат во денешно време, но кој треба да биде предизвикот за младите студенти зашто тие да се одлучат за градежништво? Затоа што тоа е една струка која не може да ја изгуби својата вредност. Што и да се случува, без градежништво не може да обстои цивилизацијата. Било да се работи за изградба на нови објекти, било да се работи за зачувување на она што веќе го имаме. А имаме и ние доста, има и во светот доста објекти на кои што и tekako им е потребна помош за да може да се ја вршат својата функција за која што биле изградени. Значи една струка која што создава безбедност, сигурност во животот, која што создава и остава дела зад себе, која не само што материјално нуди добрина, туку уште повеќе духовно. Затоа што парите се трошат, колку и да ги имате. Меѓутоа, духовната убавина и чувството што го носите со себе, кога зад себе ќе оставите дела, тоа е она што не прави бесмртни практично. Затоа што, зборувајќи ви за денешни познати конструкции, секогаш ги споменуваме нивните автори, проектанти, градители и така натаму, зборуваме за нив и тоа нив ги прави бесмртни. Така и стануваме, така човекот станува бесмртен. Она што е материјалното го снемува, се троши и практично е во еден сосема ограничен период. Но тоа не значи дека во градежништвото и материјално човек не може да се обезбеди, напротив. Добро, тоа е друга тема, да, друга се тема, разбира. апсолутно. Да, апсолутно, да. Духовното, љубовта кон професијата, а без љубов, работа без љубов не може да води кон создавање на дела. Се согласувам дека е така. Работа без љубов е како љубење без страст. Тоа го користам и им го кажувам на студентите. Скопје многу промени, многу турбуленции, земјотрес, обнова, модернизација, урбанизација и така натаму. Сме зборували и за тоа многу. Сметате ли дека го задржа својот дух Скопје, некој свој идентитет? Какви сме ние скопјани? Каков е нашиот предпознатлив идентитет? Очигледно можеме да се прилагодуваме на различни состојби. Добро, прилагодливи сме. Тоа ни е можеби најаката страна, да. Видете, прво, катастрофите со кои што се соочува градот правеле да практично немаме една идентитетска линија долготрајна. Кога зборуваме за долготрајна за град, тоа се векови во прашање, нели? Скопскиот земјотрес одиграл една сериозна улога во овој контекст. Шансата што Скопје добива после земјотресот да се изгради, да целиот свет биде практично насочен кон обновата на Скопје, била исклучително голема и исклучително битна. Ретко се создава таква шанса. Да. Ја не помнам и не знам за град во кој што целото светско знаење преку Обединените нации било насочено на обновата на Скопје. И експертско и се. Скопје почнува да го добива својот, ајде да кажам, модернистички идентитет. Изградени се во 70-ти години, 80-ти години на низа на објекти од јавен интерес. Тоа го сакам да го нагласам, бидејќи денес такви објекти ни недостасуваат. Денес она што се гради се објекти од личен интерес. Стамбени згради и само тоа. Ни јавен објект скоро и да немаме или ги имаме толку малку што практично се стопени претопени во целината. А 70-тите години тука се објекти, да не ги набројувам, од брутализмот кои што имаат и денес светско значење во светската архитектура, големо значење во светската архитектура и градителство. Значи, Скопје се гради со цел да биде град за неговите жители, град на човекот. За жал, со транзицијата тој идентитет почна да се менува и денес имаме една мешавина. Се надевам дека освестувањето е дојдено и дека ќе се обидеме да од ова денешна ситуација извлечеме максимум и да го пренасочиме развојот на денешна Скопје. Само накуса ќе ве прашам на крајот од разговорот. Ако треба да вратите нешто од вашето време, што би било тоа? Другарувањето. Другарувањето помеѓу луѓето, комуникацијата, една растовареност од
стресот што го носи секојдневието, од бркање по материјални добра, бркајќи ги материјалните добра, губиме убавината на животот. Значи, ако може да се врати она време на вистинско другарување, на вистински односи, тога би гласал прво тоа да се врати назад. Се согласувам со вас. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Ми беше пријатно.